Добар ден и од мене и добро дојдовте во последното издание за прашање и одговори со Јосиф. За оваа 2018 година се разбира среда и повторно чист воздух во Скопје. Навистина не знам дали коинциденција или стварно можеби влијам на воздухот и на она филозофија која што јас се промовирам, а тоа е здравиот и активниот начин на живот. А за денеска имам спремено 5 прашања кои што ќе ви ги одговорам и последното од нив ќе го одговори Кристина од Атлета, која што многу даде добар одговор на прашањето на Мики. Сега, првото прашање за денеска доаѓа од Алекс со долна црта Златановски, кој што прашува дали кога си настинат подобро е да се вежба или да се одмара. Алекс, не сум сигурен дали имам одговарано на ова прашање во некоја од изминатите рубрики на прашање и одговори, но како и да е, имам многу едноставно одговорот, а тоа значи има правило кое што потекнува и од Светска здравствена организација и вели дека ако можеби твојата настинка е веќе под вратот, воопшто не треба да размислуваш на вежбање, но доколку е можеби над вратот и се работи само за можеби затнат нос, кивање и слично, во тој случај може да си дозволиш физичка активност. Мојата искрена филозофија која што јас секогаш ја пременувам, без разлика дали е под вратот или над вратот, јас не практикувам да бидам физички активен, од причина што знам дека кога телото е физички активно, дополнително се трошат многу нутриенти, електролити и работи кои што помагаат во борбата против било која болест и настинка, и затоа можеби е најдобро, тоа е мојот совет и препорака, можеби е најдобро да мируваш во тие денови и воопшто да не бидеш физички активен, за да успееш да побрзо можеби во ден-два се справиш со таа настинка. Така да тоа е мојот совет, имаш совети од Светска здравствена организација, така да е твое што ќе примениш. Извинете што денеска го немам телефонот во раце, спонтано го заборавив дома, но еве се снајдов прашањата да си ги читам од мејл. Следното прашање доаѓа од Ангелина Симоновска и прашува колку време е доволно на статички точак дома да се вежба. Нема правило, Ангелина, за тоа колку е доволно. Она што е доволното е практично континуитетот кој што ти ќе го воспоставиш. А тој континуитет подразбира да си направиш дисциплина, односно само дисциплина, да речеме да бидеш активна барем 3 пати во неделата, и нека биде тоа понеделник, среда и петок, и нека биде тоа макар и половина час. Не постои црно-бело правило кое што вели доволно е на статички точак толку да се вежба. Она што ако ме прашуваш, можеби ли ако размислуваш на тоа колку и кога најмногу калории ти ќе потрошиш, во тој случај тука најмногу ќе влијае твојот пулс. Односно, доколку можеби статичкиот точак ти во 10 минути го користиш за интервално вежбање, а тоа подразбира 1 минута да имаш максимално оптоварување и брзина, 1 минута да имаш умерено, па повторно 1 минута максимално, па повторно 1 минута умерено, и така да повториш 5 пати, тоа ти се 10 минути кои што ќе направат разлика, и ако е во континуитет, тогаш ќе направат вистинска разлика. Така да нема колку време е доволно, тоа е врзано и со целите и со твојата самодисциплина. Следното прашање од Сонја со долна црта 09, која што прашува која е разликата помеѓу тонус и протеински леп и кој е подобар. Сонја, разликата е помеѓу тоа што маркетинг агенциите ќе изберат да промовираат. Во принцип, она што со тонус се случуваше е дека се представуваше како лекови леп кога дојде во Македонија. Она што Агенцијата за храна и ветеринарство, ако не се лажам, така се викаше, го спречи тоа, затоа што не смее ниту еден производ да се рекламира дека лекува нешто. Во тој случај би требало да биде на рецепта, но она што е добро за тонусот е што и тоа е протеински леп, значи не можеш да декларираш одреден леп дека е протеински. Затоа велам, тоа е повеќе маркетинг. Секој леп во себе содржи протеини, затоа што во самите житарици има протеини, без разлика што не се прави од брашно тонус лебот, и тој има
голема количина на протеини и тој има голема количина на растителни влакна, исто и овој кој што можеби го рекламираат како протеински, исто има и протеини, и растителни влакна и одредени витамини и минерали, така да јас не можам да ти кажам ниту па постои правило кое што ќе ти каже кој е подобар или полош, не постои тоа, постои само твој избор кој што ќе се можеби базира врз тоа кој ти е повкусен и кој ќе ти ги задоволи твоите цели. Но не можеме да генерализираме. Мене ако ме прашуваш, јас можеби би го одбрал тонусот исклучиво ради тоа што е исечен на парчиња и поради тоа што мене ми е искрено добар на вкус, но пак протеински лебови, повторно е прашање, може и тој да биде исечен и пак може и тој да биде вкусен. Така да не можам да ти кажам генерално кој е подобар од друг. Следното прашање доаѓа од Блейк Даусон. Диаспорско прашање ова. Прашува зошто од една страна се препорачуваат јадење што не го оптоваруваат желудникот и што лесно и брзо се варат, а од друга страна се препорачува храна со влакна, бидејќи бавно се варела и долго дава чувство на ситост. Зошто е оваа контраверзност да се јаде лесно сварлива или тешко бавно сварлива храна? Ова е терминологија која што ние народски луѓето си ја користиме и обично нели ќе ти речат вечерата нека биде полесна или ручекот нека ти биде полесен или ако имаш проблеми со желудникот не треба да јадеш тешка храна, но не постои лесна или тешка храна затоа што иако ги спомнуваш растителните влакна кои што се неопходни за дигестивно здравје и за општа добра состојба, тоа не значи дека се тешки. Она што повеќето од луѓето го перцепираат како тешко е тоа што можеби ако јадат граф или ако јадат зелка, кој што има добра количина на растителни влакна, им се создава проблем. Но тоа не подразбира дека таа храна е тешка, туку тоа подразбира дека они имаат проблем со дигестивниот систем. Телото многу повеќе ќе потроши енергија за обработка можеби на млечни продукти, за обработка на месо, особено црвено месо. Така да тоа е народска терминологија која што вели лесна или тешка, а дефинитивно многу полесно на твоето тело ќе му биде доколку храната повеќе се базира на храна од растително потекло и многу повеќе внесуваш растителни влакна и многу бенефити ќе види телото. Затоа не се секирај тоа што растителните влакна се бавно стварливи или не дозволуваат брзо ослободување на јаглехидратите, не значи дека телото има проблем и дека се мачи. Напротив, внесувај ги и не се секирај за тоа. Последното прашање доаѓа од Мики и прашува ако секоја група на мускули ја делам во различен ден, колку типови на вежби се препорачливи за конкретната група и по колку повторување од секоја вежба или справа. Мики, јас ова не знаев да го одговорам, го предпоставував, но затоа се обратив кај дечките од Атлета и Кристина конкретно ти одговори на оваа прашање, затоа погледни го видеото во прилог и мислам дека ќе ти даде супер одговор. Ако секоја мускулна партија се работи еден тренинг, препорачувам поголемите мускулни групи, како што се нозе, гради, грб и рамо, да се работат по 4 до 6 серии и по 12 до 15 повторувања, а рацете, односно бицепси, трицепси, лист, може да се работат по 3 вежби, исто така по 12 до 15 повторувања. Супер, фала и на Кристина и фала ти и на тебе, Мики, практично и ова беше последното прашање за денеска. Го охрабрувам секој од вас нормално да го прави истото што и вие кои што ги поставивте прашањата. Може да го користите мојот профил на Инстаграм или на Фейсбук, во приватна порака да ми пишете како Коуч Јосиф, ќе може да ме најдете на социјалните мрежи. Можете да го користите хаштагот #AskJosif или броевите на телевизија Телма. Она што ми останува за крај да ви посакам среќни празници. Ќе се видиме веќе во 2019, повторно во првата среда од месец јануар. А до тогаш се разбира, бидете умерени, бидете разумни со храната и имајте си убави остатоци од оваа година. Чао, чао!